На оддалеченост од малку повеќе од 9 километри од регионалниот пат Демирхисар-Битола, од местноста Мраморица на крајниот јужен дел на територијата на општината Демирхисар, чиј атар се издига на Плакенска планина, се наоѓа историската населба, позната уште од времето на Илинденското востание, Смилево. Рицко село на надморска височина од 880 метри, обвиено со дабова и букова шума, пасишта и околу 100 хектари обработливо земјиште. Од Смилево се иселил голем дел од населението и селото преминало од голема во средна населба, населена претежно со македонско население. Смилево е едно од неколките мијачки оази во Република Македонија, во која што надвор од малореканската етничка средина живеат мијаци. Колку за споредба колкав е данокот на миграцијата, ќе подсетиме дека на пописот во 1961 година Смилево имало 1158 жители, а во 1994 бројот се намалил за 384 жители. Со последниот попис од 2002 година Смилево има само 325 жители. Смилево, како ретко кое село во Македонија, има богато историско минато за што сведочат бројните споменици како од Илинденскиот период, така и од народно-ослободителната борба. Во непосредна близина на Смилевското сред село се наоѓаат споменикот на паднатите илинденци, спомен костурницата на Даме Груев, како и мермерна плоча во спомен на учесниците од народно-ослободителната борба. Смилево е национална гордост, историски паметник од времето на Илинденската епопеја, родното место на Даме Груев, местото каде што од 2 до 7 мај 1903 година се одржал познатиот Смилевски конгрес. На ова комитско-револуционерно заседание донесена одлуката за кревање на Илинденското востание, изработен е востаничкиот дисциплински устав и е избран главниот штаб на чело со смилевецот Даме Груев. Главниот штаб има задача да ја одреди датата за кревање на востанието. Дамјан Даме Груев е роден во 1871 година, а загина во Малешевското село Русиново на 23 декември 1906 година. Во негов и во спомен на неговите современици, во Смилево е изграден овој монументален споменик. По повод 100 годишнината од Илинденското востание, во 2003 година целосно е преуреден и споменичниот комплекс Даме Груев. Истата година на прославата на 100 годишнината од Илинденското востание, во Смилево е изграден меморијален музеј. Главна одлика на општествениот живот на мијаците е силно изразената патриархалност, присутна скоро во сите сфери на животот. Таа е исто така мощно изразена и преку носијата. Како резултат на тоа, смилевската носија се содржала непромената во својата позната форма и раскош до денешни дни. Посебно женската невестинска носија. Младите девојки и невести ја облекуваат и носат за време на празници и венчавања. Над Смилевското средсело на малото селско возвишение се наоѓа селската црква посветена на Свети великомаченик Георги, односно кај верниците позната како Свети Ѓорѓија. Таа е една од најголемите, но едновремено и најубавите селски цркви во Демирхисарскиот крај, кој што неодамна со своји средства и работна рака ја обновија селаните. Црквата е изградена во 1920 година. Смилевци се надалеку познати по нивната блискост до изворот на најстарите обичаи. Еден од нив кој што не престанал да се негува и во едни други времиња е традиционалното славење на земскиот празник Водици или Богојавление, односно во Јордање. Тоа е празник на крстењето на водата, бидејќи со овој ден завршува опасниот период на некрстени денови, а воедно и циклусот на божичните празнувања. Овој голем церемонијал започнува со утринска богослужба во црковниот храм Свети Ѓорѓи, на кој што присуствуваат голем број верници. Процесијата продолжува со литија од храмот до базенот, што ја предводи свештеникот, а го придржуваат верниците и капачите што се пријавиле да учествуваат во фаќањето на крстот. Бројот на капачите секогаш треба да биде непарен.
Фрлањето на светиот крст, што едновремено представува и осветување на крстот и водата, го символизира крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан. По обичај, по завршувањето на водосветот и фрлањето на крстот, жените и девојките наливаат од светата вода и ги прскат домовите, имотот и стоката или пијат за здравје. За осветената вода се верува дека е лековита и чудотворна.